Зајак од 100 тони. Нема поголемо задоволство од ловот, велат битолските ловци. Така вели и битолскиот ловец Трико Темелко. И вистина во право е. Да излезеш на лов, на свеж воздух, да ги гледаш убавините на зелените гори, да слушаш како гргорот пенливите планински потоци, да му се радуваш на јасното светло сонце, нема поголемо задоволство од тоа на светот. И уште кога ќе лавне загарката или ќе застане, како што велат битолските ловци, фермо, од камен да ти е срцето, пак ќе почне да ти чука од радост. Така мислат сите ловци од Битола, така мислеше и Стрiko Темелко. А пак од Стрика Темелка нема подобар ловец не само во Битола, туку и во цело Битолско и Мариовско. Стрiko Темелко уште како дете го засака ловот. Уште како деке ја обесуваше преку рамо дравената пушка врзана со врвка, го земаше своето куче Шарко и одеше на лов. Таков беше тој уште како дете. Стрика Темелка, иако е веќе во години, пак не го напушта ловечката страст. Пред да се напушти ловот на зајаци, како и сите ние, така и Стрiko Темелко, се готвеше за лов. Ја чистеше ловечката пушка, ги подмачкуваше иглите со маз, ги пробаше чарковите дали се исправни, полнеше фишици и се вежбаше. 100 пати ќе ја кренеше пушката како да нишани, за да се увери дека не заборевал старото ловечко око да годи на нишан. Таа ноќ пред да се пушти ловот, Стрiko Темелко не спиеше. А и како можеше да спие? Се спушта ловот на зајаци, а тоа не е шега. Чие срце може да трае? Уште рано утро на 5-6 ловци не разбуди Стрiko Темелко и ние со него тргнавме. Накачивме над битолското село Српци. Бидејќи Стрiko Темелко беше резервен офицер и се разбираше не само од ловички, туку и од воени работи, не распореди во стрелци и ни објасни што треба да работиме. Теренот беше погоден за ловење зајаци. Ниски грмушки, овде-онде ниски камења, а пак меѓу дрвата двата рида долинка. Одиме ние така, а загарките бараат, душкаат, вртат со опашките и квичат. Ако има негде зајак, в земја да се скрил, ќе го најдат и ќе го скорнат. Одам од една страна, јас и капетанот Лаловик, а пак од другата страна на долинката ловецот Јанко, учителот Душко, Лазо, Миодраг Срабинчето и Стрiko Темелко. Загарите бараат, но нас срцето не држи. По некој фрла камења за да скорне некој зајак. По некое време Стрiko Темелко се лизна и падна на една грмушка. Пушката му се растркала, од грмушката скокна зајак и почна да бега. Додека Стрiko Темелко стане и ја зеде пушката, зајакот ја спрашти и избега горе на ридот. Брзо тој ги викна загарите, им ја покажа трагата и тие како молња се вдадоа да го бркаат. Аф, 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 лаја тие по трагата и го бркаа по ридот. Се качувавме и ние по ридот, а од нас тече солена пот. Загарите лајат и одвај се слушаат. Кога бевме на средината на ридот, Темелко застана. Ја крена пушката и нанишани во една грмушка. Чарот од пушката направи штрак, но фишокот не му фати и пушката не грмна. Тој го крена и другиот чарк, но и тој направи само штрак. Тогаш пред него скокне зајак, голем како што велат ловците колку едно магаре. Зајакот скокне и веднаш ја смагли по ридот нагоре. Темелко извека од мака. Ах, мајката, пушката не ми фати. Пусти правени капсул, инако ќе го скинев како ништо. По зајакот фрливме и ние неколку фишици, но беше веќе доцна. Зајакот беше горе далеку. Само му се белееше опавчето, како да сакаше да ни рече држете ми го сега опинците. Додека се искачивме горе, душата ни дојде в нос. А пак зајакот беше голем мајстор, го мина ридот и се изгуби некаде од другата страна. Голема мака видовме додека го извикаме загарите да се вратат. Под ловечката команда на Стрiko Темелко, распоредени во стрелци, почнавме да слегуваме кон селото Српци. Наеднаш пред нас срипа зајак. Миодраг не му даде аман, уште со првиот истрел го свитка како клопче. Браво, браво, му викнав јас, да ти цути раката. Барем еден зајак убивме и не се враќаме дома празни, додаде Темелко. Ја спасивме ловечката чест. Уште малку требаше да се спуштиме доле. Темелко застана, му мавна со рацете на Лазо и тивко му рече. Лазо, ела ваму, ела побрагу. Лазо веднаш дотрча, Темелко му покажа со рацете и рече. Го гледаш ли зајакот? Лежи до каменот како кум, се курдисал како во своја кукичка. Да, го гледам, одговори Лазо. Биди готов, рече Темелко. Прво јас ке стрелам 2 пати, а ако не го погодам, стрела и ти.
Тоа ја крена пушката, налишени и одегна едно бам, но ништо не падна. Лазо не можеше да истрае, неговата пушка одегна, но за чудо и сека ништо не се преврате. Сега двајцата ловци тргнаа таму, а пак таму што ќе видат. До големиот камен стои помал камен, попрскан со сачми, кој што многу личи на зајак. Бре, се излагавме, викна Темелко, тоа било камен. Од другата страна на долинката ние почнавме да се виткавме од смеење. Од очите ни течеа дури и солзи. Стрико Темелко отепа голем зајак, зајак од 100 тони. Не му беше право, а и како ќе му биде, стар ловец толку да се излаже. На брегу низ битола се пронесе веста, Темелко убил зајак од 100 тони.